Треба ли TikTok целосно да се забрани? Оваа дилема ја имаат македонските власти по неодамнешниот Супермен предизвик, кога повеќе млади завршија со скршеници, но и со постојаните трендови кои негативно влијаат врз малолетните корисници. Ако утре ја забраниме TikTok, тоа е најлесна административна одлука која што можеме да донесеме. Децата веднаш или ќе користат VPN докато што знаат да пристапат и ќе пристапат повторно на TikTok, само што тоа ќе стане уште поатрактивно, уште поинтересно за разговарање, или пак ќе преминат на некоја друга апликација. За сега нема индиции дека парацетамол предизвикот е распространет кај македонските млади корисници, како што е случајот во делот Швајцарија. Сепак министерот Андоновски најави доколку овие предизвици станат редовна појава, тогаш може да следи забрана за TikTok. Но како е во регионот? За сега само Албанија ќе воведе едногодишна забрана за TikTok, откако ученик усмрти врсник по караница која наводно започнала токму преку видеа на оваа популарна социјална мрежа.